Да, се враќаме во студиото. Тука е, како што кажавме, поранешниот армиски генерал Димче Петровски. Добро дојавте, генерале, во студио 10. Добро најдов, благодарам за поканата да присуствувам во оваа емисија ваша. Најавивме пред малку зашто ќе разговараме, тоа е војната во Иран, кризата која произлегува од тие војни операции, криза која, како што гледаме, веќе го запали целиот регион, но реперкусиите пред се економските почнуваат да се чувствуваат низ целиот свет. Знаеме дека американскиот претседател Трамп зададе еден ултиматум на иранското раководство да го отвори пролазот Хормуз, инаку како што кажа целата земја ќе биде уништена. Тој ултиматум се уште тече. Еве, како гледате на оваа војна сега, во сегашната фаза, како се одвива, кои се вашите проценки? Секоја војна, без оглед во кој историски период се јавувала или ќе се јавува и така, носи кризи, затоа што војната не носи ништо друго, туку само страдања и кризи, враќање назад и така натаму. За да се отпочне било која војна, низ историјава основни причини биле територијата е основна причина за да се почне војна. А зошто територијата? Затоа што териториите овозможуваат за црпење од нив ресурси, за да може населението кое живее во одредена територија да ги задоволува своите потреби и така натаму. Значи, територија и ресурси можеме да заклучиме, да. Значи, исклучува територијата. Порано во историјата имало и други војни што се водели од други причини, која биле тогашни кралеви, цареви и така, па некој на некого принцезата ја земал, па овој сега ќе се ранчира. Сај да ги тргнеме тие работи настрана. Основна причина е ресурсите, односно територијата која ги содржи тие ресурси. И се можеме словно да кажеме дека причината за водењето на војните се територијата. И сега што ќе биде повод за да се отпочне одредена војна, па ќе се најде и нешто што ќе биде повод, а у позадината секогаш е тој интересот. Едноставно во прашање е математика, ништо друго. Кога ќе дојде некој до заклучок дека треба да нападне одредена територија и сега ќе кажува кои се причини. Прво едни се причините, па после ќе испадне друга причина. Меѓутоа, во суштина секогаш е математиката. Еве, ако погледаме ние малце уназад месец-два, прво беше дека причината за војната ќе биде затоа што Иран има опасност да произведе атомска бомба, односно нуклеарна бомба и така натаму. Како одеше времето понатаму, сега тоа е уништено, не може да направи нуклеарна бомба, ама сега доаѓа до преден план. Според мене, суштината и прашањето е нафтата. Во денешно време многу е важно која контролира нафтата во светот. Затоа што, знаете, јас пред малку кога реков математика. Да, тоа сака да ја потпрашам, бидејќи тоа е интересно. Да, и точно ќе видите за која сума станува збор, односно кои се тука големите интереси и така натаму. Знаете, кој ќе видите кој колку нафта троши на ден, пазете, значи колку барели на ден се трошат. Само еден податок ќе ви кажам. Значи Кина како една од најголемите држави, не по територија, него по бројна состојба Индија, Кина троши 17 милиони барели нафта дневно. И сега кој ќе погледате колку е тоа голема цифра, ајде да погледаме и другите 10 држави кои најмногу трошат, меѓу кои испаѓа Соединетите американски држави, се на врвот тие најмногу трошат. Па потоа најмногу троши Русија, па Индија. Па замислите колку е тоа голема цифра која ќе видите дневната потрошувачка на нафтата. И не е sejedno кој ќе има контрола над таа над нафтата, нели, во светот. Сега, ако погледате една друга работа, видите, ако ги погледаме првите 10 најголеми производители на нафта, не само производители на нафта, него
првите 10 држави кои имаат најголеми резерви на нафта, проценети во милиарди барели, ќе видите точно за што станува сега овде збор. Значи, сега јас вака ќе наведам неколку податоци. Да речеме, можеби некој не знае, ама Канада како држава е една меѓу водечките за резерви на нафта што поседува. Венецуела, Саудиска Арабија, Иран, Ирак, Русија. И тие десетина, тука е главната концентрација на нафтата во свет. И кој ќе, сега еден податок ќе ви кажам дека Саудиска Арабија има резерви на нафта околу 300 милиарди барели. Ако се тоа преведе во математички, нели, колку тоа е чини и така натаму, тоа се ненормални суми, не можете да ги пресметате колку е тоа. И затоа, мислам дека сега во овој случај се работи кој ќе има контрола на тие резерви на нафта, кој ќе раководи со тоа и на кој начин тоа ќе биде воспоставено. Да, и бидејќи ја спомнавте Венецуела, која ги има вторите резерви на нафта во светот, и која претходно беше исто така, па не може да кажеме, тука беше директно нападната од Та има околу администрацијата. 290 милиарди барели резерви Венецуела. Резерви, да. Исто така беше нападната од администрацијата на Трамп и според неговите зборови тој веќе ја владее таа нафта тамо во Венецуела и сега нападот на Иран некако јасно е дека таа приказна се заокружува со контрола на тие енергетски текови во светот. Но кога зборуваме за иранската нафта и провозот од Хормуз, тука податоците дека поминува околу 20% од светската нафта. Но, од друга страна, 70% од нафтата со која се снабдуваат азиските земји. Пред се зборуваме за Кина, Јапонија. Јапонија, например, 90% од нафтата ја добива од Хормуз. Значи, на некој начин можеме да кажеме дека со контрола на Иран, со која сака да ја воспостави администрацијата на Трамп, би се контролирала и нафтата која оди пред се кон Кина. Па, видите, тоа секаде не е само тој во светот, само тој теснец. Имаме повеќе такви, нели, теснеци. Еве Гибралтар, па овој теснец, па нели, овој суетскиот канал што е направен, овој нели као канал направен, тоа е и сега работата е кој ќе го контролира тој помин тука, нели и така натаму. Затоа едно од барањата на Иран сега, кој ќе видите, вика прво услови за прекин едно друго и да они наплатуваат, нели, поминувањето на бродовите едно друго. Знаете, ако сега ние велиме дека 28, 7, 8, 30% од нафтата иде од тука, можете да замислите ако колку бродови тука ќе треба да поминуваат и колку пари се во прашање сега тука. Затоа вели еден од условите што Иран вели да за прекинот, меѓутоа да го контролираме тој Хормузски теснец и да наплатуваме за тоа и со тоа да обновиме ова што е направено штета од досегашниот борбени дејства и така натаму. Затоа ја преска реков дека се ова математика. И математички ќе заврши ова. Договорот ќе заврши со математика. Да, ајде да ве прашам вака, како гледате на целата операција која се спроведува од страна на Соединетите Американски држави и Израел, кои имаат две различни имиња за операцијата, но ја спроведуваат координирано. Еве, месец дена сме отприлика од оваа војна, од нападот врз Иран. Како гледате од еден, да речеме, војно-технички аспект на самата операција во однос на спроведувањето, на исполнувањето на целите кои им се зададени и на сето ова што се случува? Значи, фактичка состојба е дека армијата на Соединетите Американски држави е доминантна, нели, во светот по опременост, по тоа за обученост зависи за кои операции станува зборот. И обуката е континуиран процес и се спроведува обука во зависност од она со што сакате да се справите, така да. Има
универзални, основни работи, што да речеме треба одредени војни структури да ги знаат, меѓутоа тоа понатаму се спроведа друга обука во зависност од тоа со кои ризици треба да се справи одредена армија. И сега неспорно е тоа као фактичка состојба дека тие се материјално и пософистицирано и со пософистицираност подобри и така натаму за разлика од Иран. Не се работи овде за тоа. Ете, ако вие влезете во одредена војна, вршите проценки што вие располагате, со што располага непријателот и така натаму, и вие цените дека имате надмоќ. Не дека нема и вие да претрпите некои загуби и така натаму, меѓутоа имате надмоќ, нели? И во море, и во воздух, и во нели во големина на материјалните средства, и вие тоа го правите. Работата не е во тоа вие со што ќе водите војна, колку ќе сврлите ракети и така натаму и да го непријател ставите на колено. Знаете, тука не завршува таа работа. Можеби ќе заврши времено. Меѓутоа, ако одите со намера него да го поробите и така натаму, вие тоа е многу долгорочен процес. Имате војни во светот кои биле една држава друга толку срозала да мислеа дека нема повторно се нели таа поврати во живот. Меѓутоа не е така. Значи работава е, ајте сега, пред да дојдете до одредена одлука да нешто направите, мора да гледате малце долгорочно. Оти се не може да со толкави големи сили, толку пари едно друго да остварите некои краткорочни цели. Тоа се просто нема смисла тоа. Значи мора да има некоја долгорочна прогноза што би било, кога би било. Сега, значи ако за тоа јас и не би сакал да зборувам дали е Соединените Американски држави воено, дали се понадмоćни од Иран. Тоа е факт, тоа е точно. Ама не може ни од Иран да се очекува дека сега они ќе седат мирни и ништо нема да прават. Видите која реакција беше они. Сега они не можат од Иран да со ракети да ги гаѓаат Соединените Американски држави. Ама они сакаат да наштетат сега на Соединените Американски држави таму каде што имаат они интереси. А тоа се сите нивни околу тие нели соседски земји и така натаму и гаѓаат капацитети што ги има американската армија или Соединените Американски држави на тие територии. И тоа сега се случува. Па сега они ако се бомбардираат со ракети, они ќе ударат на Кувајт, ќе ударат на Катар, едно друго што кој друг начин на спротивставување ќе го имат него она да еве сега ќе се ние реваншираме за тоа. Нанесуваат економска штета која на долг рок Америка нема да може да поднесе. Тотално штетна работа. Ја од секоја што зборувал и ден денес пак истото ќе го кажам. Значи не треба во светов да има ни еден ден да нема војна. Ако треба, разговарате еднаш, па ако не постигнете договор, уште еднаш, па ако не уште еднаш и така натаму. Па ако не бива после тоа, па разговарате. Подобре е 100 години да преговарате за одредена работа, него ли еден ден да имате војна. Непотребни штети. А се решава со договор, со сила не. Оти силата се памти, многу долг период се памти. Да, за жал, мислам дека тука сите би се согласиле дека никој не сака војни дејства, тоа се страшни процеси кои носат само до разорување, до жртви, човечки, материјални последици кои не се бришат со години, а некогаш и со векови. Но за жал постојат, такво е човештвото, па еве ние сега ги анализираме едноставно состојбите. Генерале, може да се каже дека од целите кои се формално поставени од Вашингтон, а тоа е да речеме промена на режимот во Иран, тоа го кажуваат отворено дека сакаат. Уништување на иранската нуклеарна програма или одземање на таа програма од иранците. Сега ова отварање на Хормуз не може да се каже дека била првична цел, туку е повеќе како последица да речеме од војната, па сега се обидуваат тука нешто да направат. Но ние цели првенствени кои се
освен, како што вие велите, контрола на иранската нафта, тоа е во ред, тоа е една генерална цел, но ги збројаме оние директните кои ги кажува, ниту тие не се остварени. Еве, се направи една операција за декапитација на иранското раководство, убиен беше и врховниот лидер Али Ханеи, низена генерали, команданти и така натаму, но таму немаме смена на раководството, се чини дека политичката состојба во Иран е прилично стабилна и покрај интервенцијата немаме ни уништување на иранската нуклеарна програма, значи тие цели колку што гледаме не се остварени се уште. Па како гледаме не се остварени и се видите вие може да направите некоја интервенција и да таму поставите да смените некоја власт и така натаму и да поставите некоја марионетска влада која ќе ги штити не интересите на сопствениот народ, ќе штити интересите на тој што ја поставил таа власт. Значи, суштината на сменување на власта не е ништо друго, не за да даде подобро владење во самата држава, него да владее во интерес на оние што ја поставиле таа марионетска власт. Иначе зошто не би имало смисла? Ајде сега, ако погледаме сега, ние примери, ајде што се десило во Венецуела, што се десило ваму, што се десило таму, и ќе видите, дајте логички да размислуваме. Вам не ви се допаѓа одредена власт во одредена држава и така натаму, и ние да се најдеме са во таа ситуација, да имаме некои интереси, тоа се смени, истото секој ќе го прави. Прашањето е следно, зошто тоа се прави? Значи, тоа може да се направи по пат на еден договор, без некоја главна доминација. Сега некоја комисија, ние ќе бидеме доминантни со нафтата во светот и така натаму, што не знам како ќе се одвива понатаму работата, меѓутоа имаш ти одредени други држави во светот кои исто таква некоја моќ, со таква моќ и кој ќе каже, па сега ова ќе биде вака, и тогаш, ајде ова ќе биде вака и така натаму. Знаете, пред некој ден, може има 5-6 дена, германски еден политичар го изјави следното. Веќе нема назад, вели, почнато е новата геополитичка распределба и така, и позиционирање и така натаму. И сега, знаете, сето тоа може да се направи и без вакви војни. Многу поедноставно. Денеска ниедна, не знам колкава сила на светот да е, ги нема сите потреби што треба да ги има. Она, значи, мора да се ослони на одредените ресурси во другите држави. Па нема држава која не е зависна, од која се може сама тоа. На кого нешто не му треба. Не му треба, не. На некој му треба нафта, на некој му требаат автомобили, еве не произведува, на друго, ние не произведуваме автомобили. Она што треба секоја држава да даде тежиште на она што природата го дала. И никогаш, и во таа насока треба да се оди понатаму. Никогаш немојте да претендирате да вие развивате некоја дали индустрија, дали било што или некој кој што некоја друга активност, ако вие немате ресурси во самата твоја држава тука. Тогаш секогаш ќе доеш во ситуација да сакаш другата територија. Ама никој територијата не ја дава вака добро, еве ти ја на. И тоа е затоа почнуваат тие војни. Да, но за жал ми се чини дека со државите исто како и со луѓето постои и алчност, постои и едноставно желба да се заграби се да контролираш и така натаму, и се повторува низ историјата, гледаме таа состојба. Генерале, ако направиме на споредба, веќе четврта година и од војната во Украина, и таму сега, не знам, се е веќе изнакажано, за таа војна нема нешто ново што може да се каже, но отприлика, ако ги земаме оние морални аспекти на војната, така што Русија нападна Украина, па сите ја осудија Русија, па во ред, сето тоа. Но сега имаме една иста состојба која ја прави и Америка. Потполно иста. Ја не знам дали што е поразлично тука во оваа приказна. Еве и со Венецуела и со Иран. Значи,
Русија имаше формални причини кои ги кажуваше зошто ја напаѓа Украина, денацификација, демилитаризација и така натаму. Имаше многу кои кажаа дека не веруваат во тие причини, дека се работи за обичен империализам. До сега еве имаме истата состојба. Еве Америка кажува нешто за Иран. Ние тамо нема демократија, нема ова, нема она. Ние ќе нападнеме, но знаеме дека позадината е сосема друга, пошто е различно. Па различна е она генералната цел. Преска дојдовме до заклучок дека овде е нафтата генерална цел. Значи, сега што се случува. А ваму во ова другата војна не е нафтата генерална цел. Значи, но повторно е територија. Арно, ама сега територијата, таа територија која што е, знаете, имало, морам малце да се вратиме назад, ако пред таму 30, 40, не е битно или 50 години, се дошло до некој договор, де ова вака ќе биде, така ќе биде и овде нема тука да биде тоа нешто. Нема, пример, проширување на НАТО кон Русија, нема ова. И ако сега одеднаш се јавиат некои апетити за прекршување на тој договор затоа што некој мисли дека така ќе биде подобро едно друго, и сега тоа е провокација за другава страна. И сега они ценат што сега ние да правиме, нели така. Јас сега не застанувам ние дали се овие управо или они се управо, не, зборуваме, нели, и ова е математика. Да, математика се е математика, да. Па сега они велат, и сега прашањето се, ако тоа не е така, зошто тогаш цела Европа помага, пример, на Украина, а не помага на Русија? А они ќе кажат, па чекај, вие нападнавте Украина. И па добро да, ама што па вие толку засекирани сега за тоа? Еве сега, зошто не бевте толку засекирани за друга некоја држава што е? Или во моментов кај што се водат војна? Еве за Иран е нападнат. Еве, ај сега кажете на Иран, нели? Аха, не може она. Меѓутоа не е така. Во прашање е само математиката. И сега, русите процениле дека тоа треба така да биде, украинците рекле не, ние мислиме вака, иако има тврсти тука, нели, ставови едно друго и нормално доаѓа до... Сега, кој на кого ќе помага? Зошто помага? Кој кого штити, како? Кој ги извртува работите, како што му одговара? Тоа се сасема други прашања во кои ја неќам да навлегувам тоа. Мора да ги сведеме работите на едноставна работа. Сложените работи, како што се овие са кризи, едно, друго, оно, мора да ги сведете на поединечни неделиви елементи, значи да направите анализа. Анализата во суштина не представува ништо друго него рачленување на сложените состојби на поединечни неделиви елементи, за да можете да се огледате правилно одредена состојба и едноставно да ги представите, за да може да ги разбере секој. И сега, ако одиме ние по тоа анализирање, ќе видиме, аха, значи ова било вака, било така, и ќе донесете некој заклучок како што треба. Мене целата оваа состојба, нели, геополитичка, моментална, воопшто не ми се допаѓа. Не е битно дали мене ми се допаѓа или не. Јас си кажувам мој став по некои прашања. И мислам дека е потребно, на светов му е потребно, да, нели ако велиме дека демократија е секаде кај што има избори е демократија. Знаете, вика, некаде порано вика во поранешна Југославија нема демократија, па нели луѓето одеа на избор, нели тие гласаа, значи тие гласаат, тие прават. Меѓутоа тука има нешто друго. Дали со спроведувањето на демократијата, по завршувањето на тие такви изборни процеси нема да настане автократска демократија? Тоа е многу интересно, нели, како прашање, да видиме. Знаете, изборниот процес ќе биде демократски, ама владењето после постанува автократско. Зошто така? Значи, тоа имаме доста такви примери. Имаме одредени аномалии, не во спроведувањето. Се ќе спроведеме, ајде нека гласате на друго. Меѓутоа, после, во самото владење,
Власт е состојба, владењето е процес. Кога ќе дојде некој на власт, еве затоа што велат нели да го смениме режимот, да направиме ово, да направиме, тоа треба да биде демократски пат. Власта како состојба треба да поставиш одредени авторитети, луѓе едно друго, кои ќе донесуваат одлуки, нели, за да се спроведат некој процес со самата држава. И од тука почне процес на владење. Процесот на владење, односно успехот на процесот на владење, право пропорционален со позитивно поставената власт како состојба. Само способна власт продуцира позитивни ефекти во владењето. И обратно. Значи, и секогаш е така. Не се работи за која власт, дали пред 10 години, 15, ово. Ако во одреден процес на владење се случиле лоши работи, а многу помалце добри, тоа што не може да кажете ние, чекайте, резултатот од владењето е тоа. И некој друг ќе каже, сега ја вака и така. Значи, само по тоа треба да се мери дали е владењето успешно или не. Да видиме сега, после толку период, што е тоа, успешно или не. Така, видите, така е во сите држави е така. Ајте, дали сега, пример, имаме држави каде што уште е автократијата доминантна, или, како викаме сега, диктаторите. Меѓутоа, сега ако спроведете, за да спроведете некоја демократија, што треба да направите? Па вие треба да смените целокупната свест кај луѓето, каде што сакате тоа, и тоа они да го прифатат. Замислете, ако една држава илјадници години живее на еден начин, со еден ментален склоп и едно друго, вие не можете тоа за многу кратко време да го смените тој ментален склоп. Вие можете да видите како ќе се соработува со тој ментален склоп на одредени луѓе. Ама нема никаква причина да се доаѓа во војни, затоа што и после војната нема да го промените менталниот склоп кај луѓето. Да, и тоа тука е сега прашање на наметнување на волјата над друга држава или друг народ, или наметнување на начинот на кој што тие треба да живеат. Тука каде е правото? Да видите. Право, тука нема право. Знаете, колку пати сега ние слушаме. Со последните настани што се она суспендирано е меѓународното право. И сега тоа не го кажувам јас затоа што сум ја правник, јас слушам што правниците кажуваат. Ако имате вие една состојба така наречена меѓународно право, и ако имате многу договори нели направени врз основа на тие постулати на меѓународното право, и сега вие однеднаш ако земете да ги кршите, па ајде, кршиш тоа, па тоа е суспендирање на тоа. Тоа зошто е правено тоа меѓународно право. А суштината на меѓународното право е баш за тоа направено е тоа, нели, за да може споровите да се решуваат на мирен начин, со договарање, со праење, со постојање на тој правниот систем. Видите, не само меѓународното право, било кое право е збир на нормативно правни акти кои ги регулираат односите помеѓу луѓето, помеѓу институциите и луѓето, помеѓу една и друга држава, помеѓу една држава и разноразни мултинационални компании и така натаму. И тој збир сега на разноразни нормативно правни акти, ако е донесено кај релевантни тела и така, потврдено од нив и така, тоа треба да се почитува. Ако тоа не го почитуваш, па тогаш веќе зошто е тоа направено, да почнеме да правиме нови нормативно правни акти и да кажеме дека доминација на силата ќе биде главна во меѓународното право. За жал, генерале, ми се чини дека е така, но еве, ако се вратиме историски, после Првата светска војна е направена Лигата на народите и таа е направена токму затоа за да спречи идна таква нова светска војна. Но по периодите помеѓу двете војни знаеме дека таа Лига на народите не функционираше и дојде и до Втора светска војна. После Втората светска војна повторно имаме една историска репетиција, се прават Обединетите нации, кои можеби во еден период и функционираат на некој начин, но еве гледаме последниве
децении, тие постојат, тие функционираат, но немаат никаква тежина, никаков ништо не произлегува од нивните одлуки, ништо не може да постигнат, ништо не може да сменат. Можат само декларативно да осудат нешто и толку. Па, наназад не знам колку години се зборува за тоа така наречено преструктурирање на Обединените нации, реформирање едно друго. Видите, ако тоа е многу добро како идеја, некој што започнал да се занимава со таа проблематика дека треба да има во светот одредена некоја институција, организација и така натаму, кој ќе ги обединува народите, кој ќе спречува конфликти, кој и така натаму, и сега кој се земе повелбата на Обединените нации и кој ќе земете да читате тоа, многу се е напишано, тоа и се е во ред и се така треба да биде. Меѓутоа, како иде време сега наму, се повеќе и повеќе тоа веќе како да прави некоја стега таа повелба за амбициите на некои држави во светот и така натаму. И самиот факт дека, видите вака, со Обединените нации имате 5 постојани членки на Советот за безбедност кои имаат право на вето. Ако не им се бендисуе тоа, они ќе кажат против, но се донесе тоа, разбирате. Самиот факт кога некој има право на вето во однос на другите, говори дека до овде може таму, ајде прифатим, од тука натаму не може. Значи тука тоа се губи смислата. Од друга страна пак замислете една релативно мала држава, за мене терминот мала држава не представува да се они мали како народ, нели, како мали територијално и бројчано и така натаму, меѓутоа големи, нели, како чувство, како оно. И сега таа може заради своји интереси да ги кочи интересите, пример на Кина. А и тоа не би било, нели, така и сега да се чека, нели, со консензус да биде, за да, сега, као што имаме сега проблем со Европска унија, нели, консензус и сега не може доди, затоа што овој се инајти, или овој прави вака, овој не ќе вака, овој така, тоа се страшни работи. Значи, би требало луѓето што се занимаваат со таа проблематика, нели, за Организација на Обединетите нации, со меѓународната политика, со меѓународното право и друго, од сега понатаму, нему да мислите сега, ако седнат на едно, па ќе решат тоа прашање. Не. Треба да има тука волја сите членки на Обединетите нации за тоа такво нешто да се направи. Во овој момент, значи, Советот за безбедност број 15, нели, и они се менуваат таму на колку, тие 10 само се менуваат, а овие 5 остално остануваат. И се видите, и да помине нешто како врзувачка резолуција во Обединетите нации, па некој ќе се најде што тоа не го почитува. Да, излегува дека никому ништо, тие резолуции ништо не се... Па и ако сега гледате, овие последните 2 месеца, колку пати од Обединетите нации имаме ние нешто, некоја резолуција произлезли за овие случаи што се случуваат. Ништо. Ние само ќе добиете некој соопштение така, пример Обединетите нации сугерираат да не се употребува сила на цивилното население, знаете, као проформа нешто ќе да, декларативно, декларативно и така. Добро, генерале, ајде малку за нас да видиме состојбата. Може ли, бидејќи видовме дека во регионот имаше некои предупредувања за можни терористички напади во Бугарија, во Албанија, поврзани тамо со базите, со американците, со НАТО бази. Имавме напади на Кипар, на британските бази тамо од Иран, некако и Грција се спомнува како земја која постои ризик да биде нападната, некако се е тука околу нас. Во однос на нашата, да речеме, безбедносна состојба во контекст на оваа иранска криза, постои ли опасност некаква по нас и по регионот? Па, ние скоро имавме од нашите авторитети кои се задолжени да следат или да соопштуваат за безбедносна состојба, кажат дека во моментов ние сме безбедни, дека немаме некои конкретни показатели за да имаме некое чувство на небезбедност и така натаму. И тоа е во ред. Меѓутоа, знаете, во сите војни, поготоа ако што повеќе и повеќе замав земаат,
има, ја тоа го велам така наречено преструктурирање или нели праење одредена така групација на одредени земји кој каде се определи доди и така натаму. Нашата држава е определена дека ќе оди во евроатлантските тие сојузи и така натаму, и ние треба да продолжиме и натаму со тоа, затоа што не можете вие стратешки одлуки да ги менувате да краток временски период, не заради друго. Во моментов нема ни потреба од нешто друго да се прави, затоа што се доша што правела Република Македонија од незиното осамостојување прави во насока на евроатлантските интеграции. Сега, ако некој денеска размислува дека треба поинаку да се оди во нели стратегиски да се размислува за понатаму, тоа не е туку така. Ајде од утре ние ќе мислиме вака. Ај кажи ги причините зошто така да биде. Не навлегувајте сега во некои билатерални спорови или како едно друго. Еве и ние дојка сега разговараме, денеска се водат стратешките разговори во Америка меѓу наши представници и нивни представници, и каде што кој се каже, значи видите каде имаме стратешки разговори, тоа значи не се тие стратешки за една година, 2, 3 или 5, него за наредните 20-30 години. Така, што се тоа, кои цели треба да се сега постават и во тој временски период да се остваруваат заради зајакнување на тоа стратешко партнерство. И веројатно од денеска, утре, за наредниот пет ќе произлезат тие стратешки визии. Визијата не е ништо друго него согледување на состојба во идно време. И се треба да се сега таа визија направи и да, знаете, она народски, како велат, да гледаме преку 7 ридчиња таму што има, нели така. Добро, генерале, ние основата за нашата безбедносно-политичка интеграција ја поставивме како интеграција во Северноатлантската алијанса или НАТО. Тоа го остваривме како држава, но сега ми се чини дека самата алијанса се соочува со невидени предизвици до сега, пред се од американскиот претседател Доналд Трамп. Последните изјави негови се остри критики кон НАТО и сојузниците, бидејќи не му помогнале за Иран. Тие од друга страна велат нема што тие да се вмешаат во таа војна, ниту биле консултирани, ниту биле повикани, но имаше една изјава дека дури размислуваат Соединетите американски држави да излезат од НАТО. Доколку тоа навистина би се случило, знаеме дека тоа не е само прашање дали ќе постои НАТО, туку еве и да постои, каква организација би било. Тоа е веќе сосема друго прашање. Ве прашувам во контекст на нашето членство таму, може ли да се загрози нашата безбедност на некој начин, доколку дојде до да не одиме толку драстично до распаѓање на НАТО, туку доколку таа организација нешто таму драстично се смени? Значи, факт е дека тука нешто не е добро. Односите помеѓу Европа и Америка, и дека некои работи не одат како што треба. Пред тоа беше кризата околу Гренланд. Значи, видите, кој ќе сега некоја членка на НАТО, и таму одлуките се носат нели со консензус, заеднички интереси и така. И ако некоја членка на НАТО сега каже дека другите членки ќе прават вака како што ние кажуваме дека треба да не поддржат да ова донејам друго, а тоа едно е да донесеш одлука, нели, една одлука на НАТО, а друга е одлука на Соединетите американски држави. Значи, не треба тоа се поистоветува. Процесот на донесување некои одлуки што НАТО треба да нели ги направи, ако се донесе одлука што да направи, мора тоа да биде прифатено со консензус. Знаете, ако НАТО се јави како некој агресор некаде сега, се коси со појдовните основи зошто е НАТО формирано. НАТО е како одбранбен сојуз, да, а не сега да остварува НАТО интереси. Кој ќе остварува? Германија, Франција, Италија или кој? Значи, кој од тие држави ќе го тоа остварува?
Значи, за да НАТО да може да преземе одредени активности, сега ја не го зборувам за ова за да ништо друго. Така е основата на функционирањето на НАТО. Сакате да кажете дека претседателот Трамп без основа ги обвинува во овој случај за Иран? Значи, сега во овој случај без основа ги обвинува затоа што таа одлука не е донесена во некој процес во НАТО. Значи, видите се една, ајде да направиме една разлика. Еве колку да звучи може апсурдно за гледачите, за напад на Иран и Македонија би требало да даде одобрение во НАТО. Да речеме хипотетички. Ама НАТО, кога ќе кажеме НАТО, сите земји членки треба да се согласат со одреден народ. Тука е проблемот, знаете, кој во денешно време, таму ќе се отворат разни дебати. Една држава мисли вака, друга така, ова мислиме вака и многу тешко ќе се донесе таква одлука. Видите, сега ќе се навратиме се уназад, не знам колку години таму, во Афганистан. Точно е дека НАТО беше ангажиран во Афганистан едно друго. Меѓутоа, таа одлука беше донесена во рамките на НАТО, а не исклучиво само од страна на една држава и така натаму. Друга работа е кој со што учествувал, колку ова, колку на други така натаму. Овде ние немаме таква одлука за учество на НАТО во ова нападот сега на Иран и така натаму. И сега погледате, ете сега Франција што кажува, да речеме Макрон, генералниот секретар на НАТО, таа изјава дава дека НАТО е одбранен сојуз, ние немаме, нели, не можеме да учествуваме во агресивни акции едно друго. И сега може кој како да се лути или нешто. Арно, ај нека се направи некоја трансформација во НАТО едно друго, за да може па НАТО да прави тоа што прави. И се поставува сега следното прашање. Чии се интереси најголеми сега со ова, да речеме, нели нападот на Иран и така натаму? Германски ли се, француски ли се, италијански ли се, или кои, или на сите заедно се, или така, или па сега е на Америка, па ние треба да поддржиме едно друго и така натаму. Веројатно Америка си има своји таму направено анализи, дошле до заклучок дека за Соединетите Американски држави најдобро ќе биде да го нападнеме Иран. Они си донеле таква одлука и они си тераат по таа одлука и така натаму, ама и сите други па сега држави во зависност од нивните па сега интереси, нели? И они си излегуваат со своји ставови и така тоа си води. Значи, знаете, солидарност. Во сојузите нема солидарност, само интереси има. Зошто некој треба да прати луѓе за тоа и тоа таму и така натаму. Да. Добро, генерале, за крај едно прашање кое повторно се реактуализира и актуелно е последниве неколку години, враќање на војниот рок. Што мислите за тоа? Еве гледаме дека во соседните земји веќе почна, Хрватска веќе почна и првите регрути да ги прима, ми се чини и соседна Србија. Кај нас дебатата реално не се отвори на некое институционално ниво, освен вака во некои ТВ емисии. Што мислите вие за тоа прашање? Тоа ја што мислам по тоа прашање сум го кажал уште пред повеќе од 15 години, кога има, нели, од почеток на армијата, па разни трансформации, па едно друго, и тоа ја сум го кажал дека може да не е добро да кажам неопходно, ама потребно е да се повторно воведе во нашата држава регрутна обврска. Знаете како го гледам ја? Прво, има повеќе причини зошто ја тоа така сум го кажал, и зошто и ден денес и сега ќе го кажам така. И на последно место доаѓа одбранбената причина, да кажам, нели, или воената причина. Прво, тие млади луѓе треба да дојдат во војска, да се научат на ред. Не ме сваќате погрешно. Она сега баш војнички ќе зборувам. Да. Не политички, не. Да. Значи да легне вечер во 10 часот. Да стане са вајле, ај не у 5, во 6 саат.
Па да си го намести. Ги штедите малку овие нови рекрути. Ние кога бевме во 5 До станувавме. 5, ајде, затоа рекол, ај нека биде... Ајде, сега може во 6. Ајде, малце, по-нежни се, не би така. Па да си го намести креатот, па да се избричи, да се среди, да се дотера едно друго. Па да оди на доручек да доручкува, па и се врати, па физкултура да направи 15-20 минути и после тоа, ајде смотра, се види како изгледаш. И после да зема се занимава со нешто, нели? Некоја обука, не знам каква обука, сега тоа ќе биде, не знам шо. Него ќе биде основна обука, да се запознаете 95% од млади луѓе да не фатиле пушка во рака, значи од 18, 19, 20 години, или ако фатиле за сосема други некои неубави работи. И тоа е едната работа. Втора работа е да се запознаат младите луѓе меѓусебно. Дали вие знаете дека има сега млади луѓе, па ќе кажам, од Кичево никој пат не бил во Кочани. Нит знае некој таму. Или обратно, од Кочани во Кичево. Од Охрид некој во Струмица не бил. Нема, не се знаат младите луѓе. Знаете кој е голем ефект кој ќе имате вие од секаде во една спална соба, од сите градови и места во Македонија, заедно спиете 3 месеца или 4, не битно колку. Че се спријатели, што од тие пријателства после ќе испаднат разни други во животот активности. И ќе се разбие некој, овој вака, овој така, овие ваму. Не. Ќе го тоа доживува секојдневно. Ќе види дека сите така и се дружат заедно, спијат заедно, трчаат заедно, вежбаат заедно и така натаму. Понатаму што е многу битна работа сега, значи за ова. Мора да се има одреден така човечки ресурс или капацитети што има, кои ќе поминат во армијата едно друго, за пополна на резервни единици во самата армија и така натаму, а и не само резервни. Од нив ќе се прават и професионални војници, зошто мора да се распишуваат конкурси сега така за ајде ќе ги од нив а тие прв пат сега се соочуваат со тоа. Не, од тие што ќе поминат ова регрутна обврска, сами ќе се иселектираат и точно се знае кои се за професионални војници, а кои се за во резервата и така натаму. Значи, многу едноставно е понатаму. Се ќе видиме ајде сега од тој воен аспект. Значи, луѓето имаат една погрешна перцепција која ќе се каже, нели, армија, пример, USA армија, нече американската армија, или руската армија, или кинеската едно друго, и сега таа армија води војна едно друго. Да, ама војната ја води не само таа професионалната армија, него државата ја води, други капацитети, луѓе. Па зошто сега, немој да мислите сите што учествуваат во војните, тие биле професионални војници и сега. Не, тие биле во резервни структури некои, кои со одредена подготовка едно друго и водат таму. Иначе, која држава може да се одбрани, да речеме сега, со помал број на војници? Тоа може, ама зависи со што треба да се справиш. И сега, да речеме сега, ако ви имате војници колку имате, аме нападне 20 пати појака сила. Значи, вие морате да зголемите и вие. Како ќе зголемите тоа? Значи, мора малце да размислуваме за одбраната на еден друг начин. Одбраната е функција на државата. И таа не опфаќа само кој ќе кажете одбрани да мислите само на во нашиот случај, нели, на Арама и така натаму. Не. На војна загрозеност. Тоа е, армијата постои само за прва реакција во услови на вооружена опасност или одредена криза предизвикани од вооружени средства. И во зависност од тоа колку е тоа проширено на друго, ако може да се справи армијата, ќе се справи, ако не мора да мобилизирате. Одбраната има други натаму, катастрофи од природни, вештачки, вештачки катастрофи и било кои други загрозувања. И со тоа треба се, значи,
државата, затоа што тоа незина функција, со други сили и средства да се справува со тоа. Па затоа имаме сега имаме дирекција за заштита и спасување. Самото име каже, дирекција за заштита и спасување. Со што треба да се занимава? Со заштита и спасување. Од што? Од поплави, од пожари, од разни хемиски инциденти, акциденти, не знам што и така натаму. За тоа што треба да има? Треба да има сили и средства. Па ги има ли? Па ги нема. Па дај да ги направиме. Значи, секоја институција во држава постои исклучиво за нешто што она треба да биде способна да се справи со тоа, да го изврши. И многу едноставно кој ќе кажете, зошто постои противпожарната единица овде во Скопје, па да гаси пожари. Значи, зошто постои таа дом за здравје да ги лечи луѓето. Не смеме да ги мешаме работите. Ние може да една со друга помагаат институциите. Ама не да биде тоа основна задача на таа институција која постои заради друго. Да, одбраната комплексен систем се состои од повеќе структури. Генерале, ви благодарам за учеството во оваа емисија. Благодарам што ме поканите да дојдам. Се надевам дека си направивме добар разговор. Па да, се разбира. Ги анализиравме и светските случувања, но еве и нашиве предизвици, да речеме. Почитувани, ова беше првиот дел, ви благодариме, останете со нас, одеме со една куса пауза и продолжуваме со Александар Ристевски, политички аналитичар.